Na inicijativu ambasadora Makedonije u Crnoj Gori, gospodina Vasilevskog, i ambasadora Crne Gore u Makedoniji, gospodina Dušana Mrdovića, odobravanje na koje je naišla ta inicijativa od strane gradonačelnika Strumice, gospodina Zajeva, i mene kao domaćina, kao predstavnika opštine Bijelo Polje, danas smo zaključili da imamo mnogo zajedničkih tačaka, sličnosti i zajedničkih ciljeva, te da ih možemo lakše ostvariti ukoliko potpišemo sporazum o partnerstvu koji bi trebao da prethodi i povelji o bratimljenju ова два grada. Денеска со задоволство отпочнуваме прв чекор на воспоставување посебна соработка, се надевам во иднина избратимување помеѓу општина Струмица и општина Биело Полје. За запознавање на граѓаните од Црна Гора и Биело Полје, ние сме општина од 55.000 жители, град од 42.000 жители, на најјугоисточниот дел од Македонија, на границата со Грција и Бугарија. Ова денеска кој што го започнуваме, како што кажа градоначалникот или председателот на Биело Полје, господин Ѓурич, е на основа на анализи кои што потврдија дека имаме многу заедничких основи на кои што ќе соработуваме во иднина. И јас ќе набројам веќе она кое што го разговаравме, потпишувајќи го овој договор за поставување на посебна соработка, е размената на искуства кое што веќе во Струмица покажале резултат. Јавното приватно партнерство, решението со санитарните депонии, решението со централното подрачје, оние искуства поврзани со Европската унија и европските фондови, целосно остануваат на располагање на администрацијата на Биело Полје. Не морат да се инвестираат пари во физибилити студии, во проекти, во реализации на одредени конкретни активности, целото искуство ќе го пренесеме, како што се надеваме на искуството од Биело Полје во делот на она што значи нивна предност, како што е старечкиот дом, како што се социјалните надлежности во делот на децата со посебни потреби, одредени инфраструктурни зафати кои што представуваат убав резултат и многу што друго кое што во иднина би било од корист на Струмица. Она кое што во иднина очекуваме да биде потврда на ова што денеска се случува е размена и соработка во делот на спортот, во делот на културата, во делот на образованието. А искрено заедно се надеваме дека најголемите резултати ќе ги покажеме во делот на економијата. Идната средба која што ќе биде возвратна на представниците од општина Биело Полје, предводена од градоначалникот во Струмица, ја очекуваме покрај административната и деловната соработка, присуството на бизнисмени кои што ќе дојдат од овој регион, во нашиот струмички регион, за да конкретно тоа помине и во делот на размена на трговски изделки, а и во делот на потенцијални можни инвестиции. Се надеваме дека искуството со странските инвестиции кои што го имаме во Струмица, а е најголемо, Струмица важи за најразвиениот економски регион во Македонија, ќе можеме да го пренесеме и овде во Биело Полје, како би допринеле да се реши и потенцијалната миграција која што се случува во овој дел према Подгорица, но и отварањето на нови работни места со крајна цел сигурно која што имаме во Македонија, а има и тука, да ги задржиме младите луѓе да останат овде, да работат за своето општество и да не мигрираат ширум Европа. Постојат навистина многу полиња на една соработка, наше е да ги воспоставиме, а во иднина практично тоа мора да го развиваат и институциите и приватниот сектор, а крајната корист или бенефит мора да го имаат граѓаните. Јас навистина сакам да се заблагодарам на амбасадорот на Република Црна Гора во Македонија, кој што ја отпочна ова иницијатива, ја продолжи нашиот амбасадор на Република Македонија во Црна Гора, заедно да денеска навистина потпишиме прв чекор на можност вратимување помеѓу двете општини. Тоа е нивната улога која што успешно секако ја завршуваат, исто така со конечна цел резултати да има за граѓаните и на Црна Гора и на Македонија, во конкретниот случај на Биело Полје и на Струмица.